Добро вечер, почитувани. 18:10, термин за или против на Алфа. Ви благодарам што и вечерва сте со нас. За судските предмети кои што се водат во македонските судови. За скандалозните одлуки на судскиот и советот на јавните обвинители, како и тоа дали судството и на кој начин ќе ја зголеми довербата од само 2%. Овие се темите на кои што вечерва дебатираме со моите гости, без да ја должам најавата. Од мојата лева страна, поранешен обвинител и адвокат Воја Димовски. Добро вечер. Добро вечер. И од мојата десна страна, адвокатот Драги Пешевски. Добро вечер. Фала ти на покана. Ви благодарам што сте дел од за или против. Ќе започнеме во Димовски со вас. Вие сте сега адвокат, поранешен обвинител. Меѓутоа, јавноста со денови, веќе 2 месеци е сведок на судењето за двојното убиство на малолетната Вања Ѓорчевска и велешанецот Панче Жижовски. Во средата, последното рочиште практично, бевме сведоци на нова изјава од Владко Кешишев, еден од обвинетите исто така, соучесник на Палчо, кој тврди дека Палевски, првообвинетиот, не учествувал во двете кривични дела, односно нивното извршување и бил во партијата Десна. Колку оваа изјава од клучен, како да кажам, обвинет, меѓутоа претходно ги однесе полицијата и обвинителството до местото каде што беше закопано девојчето, може да го смени текот на целата судска постапка? Јас било каков коментар во врска со тој судски предмет кога би давал со тоа со една мала фуснота во смисол дека не сум запознаен со конкретните факти, така да можам вака во општи категории да зборувам. Значи станува збор за обвинет кој што ја сменал својата изјава во текот на судењето. Во нашиот правен систем позицијата на обвинетиот тоа му го овозможува без при тоа да има некаква последица која што би ја имал доколку тоа го направи сведок или друг учесник во постапката, вештак и така натаму. Значи не може да одговара дури ако кажува спротивставени ставови во текот на судењето или во судењето и во истрагата. Верувам, или барем така да речам се надевам, дека обвинителот си ја сработил добро домашната задача, обвинителот кој што го застапува обвинението, во смисол дека обезбедил други докази, кои што ќе му овозможат на судот во анализата на доказите споредбено сепак да го докаже обвинението. Поентата ми е дека ретко кога или практично никогаш не треба изјавата на обвинетиот да биде нешто суштинска на обвинет во однос на утврдување на фактичката состојба. Во принцип треба да се обезбедени други докази. Тоа се ќе зависи во конкретниот предмет како е завршена работата од страна на обвинителството. Така што не би можел точно прецизно да предпоставам што ќе се случи со тоа обвинение. Така, и ние не ги знаеме сите докази кои што се поседуваат, меѓутоа дали ова Палевски може да го амнестира од било каква евентуална вина? Пешевски? Па сега искрено да ви кажам, не располагам со оно што обвинителството ги има како доказ во таа постапка, а и многу ретко коментирам предмети во кои што не сум учесник, но сепак ќе си земам за право. Сослушување на обвинет е само едно доказно средство. Не верувам дека обвинителството кога го започнало овој предмет располага би се ослонило само на тоа. Од друга страна, исказот ако е диаметрално спротивен на оно што го дал во обвинителството, ако воопшто и дал исказ, може да му се посочи во судница и да се праша што е вистина. Дали ова денеска што го зборувате или тоа што го зборувавте тогаш, не сум комплетно запознаен, дури ми е мачно да го следам тој случај, не сакам да го следам. Ретко примам информации, но исказ на обвинет е доказно средство, но само исказ на обвинет како таков не е пресудно за одлучување во одреден предмет. Да, на самиот крај ќе има и сослушување, односно ќе дават искази самите обвинети. Колку ова може да влијае врз целиот судски предмет, еве вие како поранешен обвинител? Вака терминолошки ќе даваат одбрана, би било правиот израз, значи имаат право да дадат одбрана на крајот, така е процедурално. Во суштина, нашиот кривично правен систем предвидува, барем теоретски, колегата ќе ме свати,
малава доза на сарказам, теоретски ја го инкорпорира на начело на презумпција на невиноста, така што обвинителот ќе треба да со сите докази до моментот на давање на одбрана на обвинетиот ја докаже вината. Обвинетиот нема обврска да ја докаже својата невиност, да речам, што често збунува не само обични граѓани, туку и колеги од фелата. Значи, обвинетиот може да го искористи своето право дури и да не дава одбрана. Често ми се случувало во праксата јас да ги советувам да не даваат одбрана, бидејќи обвинителот ја завршил во конкретниот случај работата на одбраната. Така што знаеме со колегата, тоа станува збор за теорија на случај. Која теорија на случај ја има одбраната, не знам, меѓутоа дека нешто сменува во нашиот правен систем, сепак јас долги години сум бил обвинител, повластена е позицијата на обвинителството во постапката, тука ќе се сложиме и ова што теоретски го образлагаме ние како презумпција на невиност и така натаму, во праксата малку е поинаку. Поинаку е малку. Не рамен бој да речам во праксата тоа. Мило ми е што конечно го слушам ова од еден обвинител, барам во одреден дел од својот живот, дека обвинителите се во повластена позиција. Сум го зборувал тоа и претходно, дури бев во обвинителството. Во разни аспекти се обвинителите во повластена позиција, тоа не е спорно. Значи, начелото на еднаквост на оружјата е само начело. На хартија е тоа, да не одиме... Темата обвинители и обвинителство ќе отвориме малку подоцна, сега ќе одиме на еден предмет, Пешевски, каде што вие бевте бранител, а тоа е пресудата која што беше донесена во средата против Велишката група за силување малолетничко. Каков е коментарот за пресудата, прво би ве прашала? Сега ќе ви кажам искрено, ја ги почитувам одлуките на судот, иако во овој конкретен предмет, сега нормално имам и личен став заради тоа што сум бранител, нема простор за осудителна пресуда. Нема простор за осудителна пресуда. Прво, не разговараме само за силување, оние кои што ги добија повисоките казни од 5 и од 4 години, 5,5 и 4, одговараат за трговија со малолетно лице. Такво нешто во конкретниот случај нема. Сите добро знаеме што подразбира трговија, сите добро знаеме што е силување. Нити едното, ниту другото дело не обстојуваат, не се понуди ни еден доказ, јавноста е сепак исклучена од тој предмет, не можам да изнесувам премногу детали, но сметам дека премногу беше нападната личноста на самите обвинети без да се понуди ниту еден доказ, дури и физички дали биле присутни на тие наводни забави кои што ги спомнуваше обвинителството. Сметам дека ќе имаме огромна корекција пред второстепениот суд. Огромна корекција. Ќе се жалите вие како бранител? Секако ќе се жалам. Ако ја видиме казната за лицето кое што го бранев, сметам и дека не е страшно кога ќе се види карактерот на делото. Он доби 15 месеци затвор, 13 месеци беше во куќен притвор, но ние сме убедени дека кривично дело нема. Него му се става на товар дека бил присутен во одреден стан во Велес во одреден период, што не е ни точно. А обвинителството па воопшто не ни даде доказ за такво нешто, така да ќе ја жалиме сигурно и јас сум сигурен дека ќе ја добијам. Еве, тука повторно се враќаме на позицијата на обвинителството, кој што во недостаток на докази, дури да докаже физички каде биле одредени обвинети, го користеше притворот, кој што е мерка за обезбедување присуство како мерка за притисок. Да некој признае нешто што не струва. Димовски, вас би ве прашала, бидејќи се работи за кривично дело силување, дали 33 години казна затвор за 13 лица е доволно? Со оглед на кривичното дело. Јас вака прво би ја гледал, би ги индивидуализирал казните и тоа е начело на кривичното право и на кривичниот законник. Тоа максималната казна беше 5,5 години. Да, меѓутоа точно колегата ги знае и конкретните дела, дали се сите за исто дело, за различни дела, некои се како што разбрав за помагање и така натаму, така што не можам точно да ви кажам дали се соодветни. Меѓутоа пред да зборуваме за казни, треба да зборуваме дали постои вина. Процедурата е таа. Денови баш читам една книга која што практично и мене ми ги отвори хоризонтите. Мислам дека таа тема е тема на која што сме слаби сите тука.
во правосудство, тоа е разумно сомневање или она законски основ дека обвинителството не докажа надвор од разумно сомневање. Ако се доследно применува тој принцип, а има правни системи каде што е оживотворен и се применува, дури би рекол на едно ниво математичко, бројот на ослободителни пресуди е многу поголем, бидејќи доаѓа до израз врската на застапникот на обвинението успешно да го докаже обвинението. А овде, да речам, треба уште многу вода да протече за да ја развиеме таа култура и да ја прифатиме таа метода и тогаш ќе има и повеќе ослободителни пресуди перспективно. Ако може да се надоврзам, Да, процентот на осудителни пресуди по поднесено обвинение е околу 98%. 98 или 98,3,7 да не бидам непрецизен. Дури во некои режими, збориме за сериозни авторитативни режими во светот, таков процент нема. Единствено кај нас во држава. Тоа значи дека или обвинителите се толку спремни да сето тоа што ќе го напишат е така како што е, па судот го зима здраво за готово, или некаде имаме проблем сериозен. Јас сум повеќе за второ. Па и јас не можам да речем дека првото е така како инсайдер. Како некој кој што 10 години работел во обвинителство. Така, добро, дека вие ни доаѓате од Охридскиот регион, би ве прашала и за предметите за Рамис Мерко, градоначалникот од Македонија кој што заврши на американската црна листа, 8 предмети во моментов активни против него. Колку тоа ќе го осуди Рамис Мерко за кривичните дела кои му се ставаат на товар во изминатиот период кој ги сторил како вршител на јавна функција? Јас предметите ги знам од она што го знам од јавноста. Не сум лично инволвиран професионално во ниеден од предметите. Меѓутоа, една работа како направен практичар вака ми запна за око. Тоа е дека тие предмети беа оформени или прогонот против него почна во моментот кога го ставија на америчката црна листа. Друг момент, значи сега се поставува прашањето што работело обвинителството предходно, со оглед дека се товари за действија сторени пред неколку години, дури за неколку од предметите. По она што ми е достапно како датум на сторување и како правна квалификација, тука веќе можам да се впуштам во коментирање, бидејќи станува збор за математичка операција, се апсолутно застарени предмети. Дали тоа намерно го правело обвинителството? Тоа е добро прашање. Дали намерно го правело обвинителството и мислам дека еве сега гледам некои прв пат во мојава кариера вакви движења во обвинителството каде што контроли има во Скопското обвинителство од кое произлегуваат разноразни индиции за сторени неправилности. Веројатно има атмосфера, треба обвинителството тоа да го испита. Дали треба да очекуваме дека Рамис Мерко ќе сноси никаква одговорност од овие, барем овие 8 кривични правни настани што веќе започната судска постапка? Па, мислам дека тоа е во тесна врска со процесот на ослободување на судството од прангите под кои што е. И судството и обвинителството треба да се ослободат за да видиме таков исход. За да стане систем тоа, а моментално не делува како систем, правосуден систем, туку ете. Така, ќе се навратиме подоцна на судските предмети, сега ќе преминеме на една друга тема, а тоа е назначувањето на членови во управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители од самите совети, односно судскиот и советот на јавните обвинители, назначија 4 нови членови кои што се во судир со законот практично, не може да бидат членови на едното и на другото тело, зашто антикорупцијска последно вчера испрати предупредување бидејќи не се почитува нивната одлука. Со оглед на тоа дека веќе имаме законски воспоставена пракса да се назначуваат тие, што е спротивно на законите, тие не сакаат, односно не постапуваат под луката на антикорупцијска. Што да се направи во овој случај? Да се укине Академија за суди и јавни обвинители. Наедноставно. Наедноставно Академија за суди и јавни обвинители, тоа не го кажувам прв пат, го кажувам 100 пат, е извор на криминал и корупција, извор на се лошо што се случува во македонското правосудство, а тек и ќе биде. Согласно кадрите кои што се примаат, односно оние кои што ќе не бидат идни обвинители и судии,
сметам дека треба да имаме закон за подитно укинување на академијата. Академијата е извор, односно вруток на криминалот во македонското правосудство. И од таму се лошо што се случува, од таму станува се полошо и се полошо ќе станува како што тие кадри полека се наместуваат на функции и ќе напредуваат во истите. Димовски, двајца членови од судскиот, двајца од Советот на јавните обвинители, членови на управниот одбор. Пракса која што и во минатото антикорупцијска осудуваше, односно во случајот со Зоран Герасимовски, тој беше назначен на 3 функции, практично во исто време што апсолутно се коси со законот, поднесе оставка од едната функција. Меѓутоа, до кога ќе се повторува ово со оглед на тоа и дека новата председателка на Советот на јавните обвинители рече дека и претходно била член, па сега нашла да замерат, така да речам. Јас мислам дека се на права линија за мерките од антикорупцијска комисија. И меѓутоа цело време изостанува моментот на реализација на тие нивни замерки во рамки на нашиот систем. И претходниот состав, имајќи ја праксата, знаеме колкав број на кривични пријави имаат поднесено, а колку се завршени. Таа статистика, ајде, овој состав на антикорупцијската е од понов датум. Меѓутоа, во начело, апсолутно има судир на интереси. Така, меѓутоа, јас сега сам се подсетив и се насмеав. Ми текнува колку такви кадри во рамки на обвинителството имаше кои кумулираа повеќе функции, па не знам, членства во разни еснавски здруженија, во комисии, вакви, такви и така натаму, секогаш се добива впечаток дека како да се борат кланови, па сега кога одреден клан ќе дојде на позиција да дели функции, си ги делат сите, што се разбира не е добро. Меѓутоа, академијата, видите, генерално јас се согласувам, колегава е малку порадикален, меѓутоа суштината е иста. Мислам дека повеќе продуцира хаос од што продуцира некој ред во рамки на нашиот правосуден систем. Академијата овозможува со тоа што јас реално ви кажувам, сум среќавал исклучително квалитетни кадри произлезени од академијата, но проблемот е што се бројат на прстите од една рака. Тоа е проблемот, затоа што овозможува да станат суди луѓе кои што немале пракса, немале допир со суд претходно. Од една во друга школска клупа и накрај некој кој не влегол во судот како сведок доаѓа да суди. И тоа честопати е проблем. Во принцип, јас, особено што разни скандали ја пратат и изборот на директорката беше спорен, па е пред управен суд и така натаму. Да, 130... Една работа ќе се согласиме, дека има искочени квалитетни кадри од Академијата за суди и јавни обвинители, апсолутно. Голем дел од тие луѓе ги познам, голем дел ми се пријатели. Има искочени квалитетни кадри, тоа не може да се спори. Так. Но дека Академијата за суди и јавни обвинители се користи како инструмент за пенетрација на извршната и законодавната власт во судската, тоа е апсолутно неспорно. Така е. Апсолутно неспорно. И дека истата има влијание и тоа какво на нејзе, и тоа е неспорно. Да, голем број правници се согласуваат дека реформите во правосудниот систем треба да започнат од реформи во судскиот, Советот на јавните обвинители и академијата. Дали се согласуваат? Се согласувам. Се согласувам дека реформи треба да има во сите тие три тела, иако не е мој да зборам за Советот на јавни обвинители и за Републичкиот судски совет, но не можам да ми го земат правото на мислење. Според мене, од двете тела, сега нема да збориме тука за номотехника и конкретно кои членови треба да се внесат во законите за овие две институции, но од двете тела треба да искочат представниците кои што се избираат политички, односно кои што се бираат во собрание на Република Македонија. Чиму такви луѓе бараат во тие институции? Треба да бидат строго професионални тела, создадени исклучиво од суди, од јавни обвинители и од ниеден надвршен член. И од ниеден надвршен член, министерот за правда како член по функција, можеби и ќе разберам. Но можеби треба да се размислува и за нека порадикална функција,
Па од редот на правосудните органи па може да се избира па министерот за правда обратно, а тоа да биде уште една контрола на судството, на правосудната власт врз извршната власт и врз законодавната. Така, во моментов се одвиваат јавни дебати токму за реформи во судскиот совет. Од предлозите се вели воведување на цензус за избор на членови на судскиот совет од редот на суди и формирање на независна комисија за спроведување на изборот. При изборот на суди се предлага сите членови на судскиот совет да гласат поединечно за унапредувањата. Унапредувањата најчесто беа дел од скандалозните одлуки кои се носеа во судскиот, како и во советот на јавните обвинители. Димовски, како ќе се реши овој случај? Какви реформи се потребни во овие две тела? Не знам, треба реформите да бидат коренити. Јас често пати размислувајќи дури без разлика за какви реформи за каков концепт ќе се определиме, често пати доаѓам во ситуација да мислам дали ние воопшто имаме човечки материјал за такви реформи. Затоа што сепак во суштината на сите реформи и на секоја промена е свесен поединец кој што има капацитет секаков, не само професионален, туку и човечки и етички капацитет. Дали тоа да се препушти на извршната власт, односно дали да се препушти на законодавната власт да го направи тоа со законски измени. Дали тоа во рамките на еснафите да се направи, навистина не знам. Затоа што еве имам и од праксата сурови факти. Има таква законска можност која што доживеа своја реализација јавните обвинители да избираат сами непосредно шеф на Оделението за организиран криминал. Па видовте што избраа. Да. Изборот на Ислама Бази беше коментиран и во... Уште подлабок проблемот, не е само проблемот во едната власт, туку имаме општо проблем со начелото на поделба на власта. На хартија се дели на законодавна, извршна и на судска власт, но де факто тоа не е така, кај нас имаме само извршна власт од тие три власти. Извршната власт, откако ќе го земе законодавниот дом, ја има апсолутно целата власт во Македонија, дори би ги поделил само на извршна и на локална власт. Толку се властите кај нас. Да имаме појасна распределба на моќта во државата, тогаш мислам дека би имале посамостојно судство. А судството мора да биде самостојно за да функционира било што во системот. Апсолутно. Додека владее неказнивост каква што не владее, ќе го имаме ова што го имаме. Ма не само неказнивост, ние професионално деформирани сме како кривичари, така да речем, двајцата. Меѓутоа и во делот на парничните постапки нема никаква сигурност, рокови се пробиваат, по 2 години чекаме банални пресуди од аспект граѓански. Сега тоа е поврзано, полнини се устите со инвестиции странски ваму таму, сите инвестиции се поврзани со правна сигурност овде. Ние и во тој дел сме, не може ние да зборуваме за судски систем, ако е судот во Охрид е сведен на 5 или 6 судии, пример. Иста е состојбата во сите судови. Ја ќе ви кажем правда во Македонија дефинитивно во одреден степен има. Има во кој случај? Пред некое време имаше пресуда за 12 грама марихуана најдени кај дете кое што само што го прошло прагот на полнолетство и беше казнето со 4 години. Видовме во случајот со кражбата на кебапи каде што имаше 3 години. Има милион такви случаи каде што правда има и то строга правда. Но тоа е тренирање правда на немокници. Кај мокниците гледаме што се случува и не можете да имате правна сигурност во држава каде што 2 џоинта се показневи од крадење 20 милиони од буџетот на државата. Не може да има правна сигурност. Кога го насмевме прашањето за постапките, веднаш ќе го отворам прашањето, Комора на вештаци станува функционална после 8 години. Знаеме дека во речиси сите кривични постапки кои што се водат се изготвуваат вештачења, меѓутоа нечесто, односно ретко да кажам, грешка се изразив, вештачењето на обвинителството и вештачењето на одбраната се различни. Немавме некое тело што регулира какви вештачења се прават и кој се изготвува вештачење се извинува. Дали ставањето во функција на Комората за вештаци
може да биде некој добар знак во однос на постапките? Да, може да биде добар знак, не само во кривичните, во сите постапки. Факт е дека во принцип се сведуваат на диаметрално спротивни вештачења и многу често процедурално постои можност тоа да се реши со супер вештачење кое што го наредува судот. Меѓутоа, статистички, тоа е во огромен број случаи, доколку објективно вештачеле, дури и спротиставениот вештак, сепак треба да се сложат за него. Не може да толку спротивни да се вештачења, а ги прават луѓе со иста квалификација. Тоа треба на нивото на комората да си го средат, да има таму дисциплинска одговорност и така натаму. Значи, тоа е тоа. Крајно постои кривична одговорност за вештакот кој што вештачи надвор од правилата. Не, ја сум толку оптимист со комората. Сепак, кога се прави вештачење, секој експерт у својата област и секој секогаш ќе може да се извади на тоа дека според мене ова е така, според другиот нека биде како и да е. Така да Меѓутоа тоа се смета за релевантен доказ во една постапка. Апсолутно е релевантен доказ и треба на сите страни да им се остават да си направат вештачење. Верувам дека тоа што ќе биде диаметрално спротивни вештачењата ќе продолжи понатаму како пракса. Поради кои причини? Дали парите се клучните во однос на знаат и парите да бидат клучни, сепак секоја странка си го бира својот вештак. Ја можеби па и му ги предочува работите онака како што се, но сепак тоа е дел од судските битки, така треба да биде, треба да имаме некогаш спротиставени ставови. Често е, да, точно, дека имаме диаметрално спротивни вештачења, но многу често имаме и да се слични вештачењата на едната и на другата страна, така, па да се затоа донесе одлука. велам, да речеме дека повеќе се овие спротиставените. Ние во кривичната постапка, посебно каде што идеме на околности за пресметливост на сторителот, многу често знаат да се поклопат вештачењата и на обвинителството и на одбраната. Многу често. Да, во таков или барем случај, да не бидат диаметрално спротивни. Дали во таков случај одбраната ќе се реши на вештачење? Кога доказите не одат во насока на одбрана? Секако дека да, и тоа најчесто првото вештачење го иницира одбраната, а после тоа се потврдува со вештачење на обвинителство. Така, добро, ви благодарам за тоа. Да се вратиме на темата за приемот на 130 слушатели во Академијата за суди и јавни обвинители. Беше спорно бидејќи се вработуваа во предизборен период, таква одлука потврди дури и вишиот управен суд. Таа постапка не видовме, не слушнавме дека досега е продолжена, што значи ќе доцни рокот за завршување за 2 години, кога треба да завршат овие 130. Па јас колку што го разбирам тие работните спорови, тие одредби, мислам дека има законски рок од 2 години за секој оглас во рамки на кој треба да биде завршен на овој или оној начин. А во спротивно по сила на законот истиот оглас треба да биде поништен. А мислам дека со оглед кога е објавен огласот и кога почнал процесот на примање на тие слушатели, мислам дека поверојатно е во оваа констелација да се случи тоа. Одошто да добие завршница некоја. Да, недостатокот на суди и обвинители, прашање, тема која што отвараме веднаш по рекламите, останете со Алфа. Добро дојдовте назад, вечерва на теми од македонскиот правосуден систем. Во студиото на За или против е поранишниот обвинител и адвокат Воја Димовски и адвокатот Драги Пешевски. Продолжуваме, како што напоменав, на темата недостаток на кадри во судскиот и обвинителскиот систем. Зошто дојдовме до овој степен? Голем број недостасуваат. Речиси доаѓаме на некада половина од систематскиот број што треба да бидат, го немаме. Зошто? Па немам друго објаснение, освен тоа дека извршната власт, која што сепак го координира тој дел околу обезбедување средства и така натаму, лошо си ја работи својата работа, да речам. Си ја работела, ова не е некој проблем од вчера или од денес. Ова е проблем кој што се таложи години се таложи и сега кулминира. Сега сме дојдени во ситуација да има 3 пати помалку суди од
предвидениот или од потребниот за одреден суд да работи. Од друга страна, Академијата не испорачува доволен број на кадри за прием во основните судови и обвинителствата. Гледате со какви работи се занимаваат и познавајќи ги приликите и допрва тоа ќе продолжи тој тренд да нема продукција. Иако јас се согласив нели со колегата во делот дека Академијата генерално не е решение за кое што јас стојам за избор на правосудни кадри. Меѓутоа, другата варијанта да се избираат од редот на докажани успешни правници, и таа мислам дека во пракса исто ќе се истопи, затоа што, не знам, кој би не натерал мене и колегава да облечиме тога сега. Обично секогаш е спротивно. Суди и обвинители преминуваат во адвокатура наместо обратно. Добро, Дали сега и ние во адвокатурата имаме понекогаш и проблем со тоа, а од друга страна не сакаат обратно, кога некои од нашите колеги се нудат, но сепак ќе се надоврзам на колегата. Не, прашањето ми беше и дали интересот кај младите влијае тука за да станат суди и обвинители, за да нема толку слушатели на Академијата? Или пак интерес кај правниците да станат суди и обвинители секако дека има, но имаме разочарување кај голем дел од колегите кога гледаме како се одвива изворот во академии за суди и јавни обвинители. Тоа е основниот проблем. Од друга страна, извршната власт и тоа како сака да се меша во работата на судската власт, а со поставувањето на своји послушници во истата да има и понатамошно идно влијание. Ниедна власт не може да се погоди, ни со опозиција, не може да се договорат да го остават судскиот систем, правосудниот систем на страна, баш заради тоа што сакаат да имат комплетна контрола во истиот. Затоа што ако го имате правосудниот систем, имате све, имате слобода купена. Добро, власта во изминатиот период најавува корените реформи во правосудниот систем. Беа консултирани дури некои европски представници што се упатени во овој сектор. Се уште финалната верзија и како ќе се одвиваат тие реформи не знаеме. Меѓутоа, дали тврдењата досега од извршната власт, новата влада, влеваат некаква доверба дека можеби ќе се смени нешто на подобро во правосудството? Јас го задржувам правото да коментирам на таа тема кога ќе видам кој е концептот што се предлага. Ние интимно, секој поединечно, сигурно имаме некаков концепт. Меѓутоа, ние сме адвокати кои немаме влијание врз тие процеси. Досега не сме чуле од министерот за правда концепт како намерава тоа да го прави. Не би можел да коментирам. Така во Најави се, супер најави има секоја власт, додека нема реализација, џебе правиме муавет. Џебе правиме муавет, имаме големи најави. Ајде да ги презентираме, да ги видиме, да ги искоментираме, добри се, лоши се, не се. Сега за сега нема што да се искоментира. наидовме на отпор Се уште дури морам да ги скритикувам, се уште од извршната власт има критики за тоа што не чинело и што направило како се вмешала претходната извршна власт во судството, него да се предложат нови работи кои што би смениле фактичка состојба таму. Треба што побрзо да го направат тоа. Имавме отпор од судскиот и советот на јавните обвинители при најавата од председателот на владата за нивно распуштање. Дали партиските инсталации во овие судски тела и обвинителски влијаат врз тој отпор кој што се покажува и со оглед на тоа дека во изминатиот период доста беа поврзувани со некакви партии членовите кои се дел од советите. Прво, мене ми се свиѓа што има отпор од судската власт кон извршната власт, јавно покажан и кој што мислам дека не беше со некаква поделеност во самата судска власт. Тоа што има отпор покажува дека имаме шанси да добиеме независно судство. Нека има отпор, нека проба извршната власт да се меша, ама заради мешање во судската власт може да се добијат и разноразни пријави. Супер е тоа што се пробува, но треба да се седне и да се направи концепт како тоа да се направи. Едностранните, помалце насилни изјави за тоа што треба да се направи, дали треба да се распушти или како тоа. Замислете извршната власт со еден свој декрет ќе распушта судската власт. За мене тоа не е најпаметниот потек. Значи судскиот, не ме разбирате погрешно, Републички судски совет, Совет на обвинители мора да се реформира од корен, комплетно.
но не на Дали ваков член, начин. актуелните Со реформи, члена- со реформи, Да, со реформи да. А со комплетно распуштање на составот, па после бирање на истиот состав, а самото тело да функционира на истиот начин, што сме добили? Така, дали на помошта од Со реформи, Европската да. унија во овој контекст ќе ни помогне да го ослободиме судството од извршната власт? Па спомнавте тоа, знаете како ворете да се употребат некои искуства од надвор и така натаму, меѓутоа да се води сметка за она што се нарекува суверенитет наш, значи што често пати се губи тоа осетот за тоа, значи ние треба сами да ги направиме промените. Ние сме навикнати, доволно долго сме во работава, ние сме навикнати, па кога ќе се остави тоа на нас, истите 5, 6, 10 експерти ги менуваат законите, па после период од неколку години ги критикуваат собствените предлози, па пак ги менуваат и работата стои. А инаку малку сум порадикален во пристапот од колегава во смисол дека треба некој рез баш радикален да се. Јас сум приврзан на тоа да се направи. Порадикален, мислам да не забораваме, врховен судија беше фатен со Така, и член на Советот на јавните обвинители. член на Совет на обвинители и претходно вршител на народен правобранител, Така, министер за за правда правда. и така натаму, значи врвни функции кои што може да ги сонува некој што се занимава со, се претпоставува дека станува збор за некоја правна величина, гледате во пракса ги, значи Фатен во корупција, да, мора тоа да се мора радикално да се реши. Не, јас се сложувам. Радикален чекор, да, но не со само распуштање на сегашните членови, па и ставиме нови членови, а функционира на истиот начин. Не, комплетно различно функционирање на судскиот совет и се Советот за разбира, јавни обвинители. се разбира. И сметам дека истите не треба да имаат политички представници од страна кои што ќе ги избира законодавната или извршната власт. Тоа да биде избор помеѓу самите судии и обвинители? Дефинитивно. Да. Дефинитивно. Да. Со тоа што повторно ќе се вратиме на она, ќе ве потсетам. Да, го имаше и тој случај. Како избира. Ова е сега моментална идеја. Не викам дека е совршена, но Да. идеи треба да има. Идеи треба да има, а Да. дека треба да функционираат на ваков начин како што функционираат, не. А ние може Не. да ги даваме идеите вака, меѓутоа се сведува на неврзан муабет. Може би има допрен глас до некаде. Да. Но поентата ми е дека треба министерот да ги даде главните идеи. Така, кога сме кај судскиот совет, нејзиниот член Антоанета Димовска се најде во предмет на антикорупционерите кои отворија постапка по иницијатива на тројца врховни судии, кои што се жалат на притисок и тортура од нејзина страна Врзнев, а истите одлучувале по предмет во кој што адвокат е нејзината сестра. Сега тука се навраќаме и на прашањето дали актуелниот состав на судскиот совет може да спроведе реформи, како што и сами тврдат дека се способни по оценската мисија која што не беше пратена минатата година. Тоа е нивна перцепција, меѓутоа перцепцијата во стручната јавност, си земам за слобода да кажам дека е неподелена, дека не можат ништо да направат ништо добро во делот на нивната работа, така што од тој момент како што е слуша таа фактографијата во врска со представката на тројца врховни судии, не знам конкретната ситуација, меѓутоа тука дури ако е таков описот има и место и за кривично дело. Меѓутоа не знам, ќе сочекаме одлуката на антикорупцијска, антикорупцијска во секој случај има законска можност тоа да го препрати до обвинителството и така. Не знам какви се фактите, да не земаме никого на душа, меѓутоа тој опис отприлика мене ми да сгрешиме да коментираме некаква одлука пред време не би било убаво, но мора да се каже дека до сега повеќе пати видовме дека рибата не смрди од опашката, како што тврдеше некој претходно, туку напротив рибата смрди од главата и тука треба да се види каде е проблемот и зашто е проблемот. Така, кога сме кај судскиот совет, истиот има отворено и постапка за Паезит Паезити, судијата кој што го ослободи Блери Марамадани,
поранешен учесник Добро. на УЧК по кој трага Србија. Тоа се случи во август годинава, меѓутоа досега нема донесена одлука истите членови во судскиот совет. Помина повеќе од 3 месеци, ми се чини. Дали досега требаше да има некаква разрешница и зошто овој судија во јавноста има перцепција дека овој судија е привилегиран? Добро, во јавност има перцепција, судот на јавноста знае да биде строг многу често. Конкретниот случај, повторно кажав, не го знам, не можем да го коментирам, нити па можем да кажем зашто Пајазит во конкретниот случај сметал дека на тоа лице треба да му биде определена друга мерка за обезбедување присуство. Дали сгрешил? Во конкретниот случај, по она што се случи, веројатно сгрешил. Затоа што Врховен имаше диаметрално спротивно. Дали бил убеден во одлуката во моментот кој што се носела, верувам и дека бил убеден во одлуката во моментот кој што се носела, не ги знам околностите поради кој таква одлука е донесена. Сепак се работи за притворски предмет, секој притворски предмет е различен сам по себе. Сам по себе. Неблагодарно е да коментираме туку така одлука за донесување на мерка куќен притвор, иако да, на јавноста е многу симптоматична таа одлука. Добро, но и се работи за екстрадицијски притвор. Не можам да кажам дека е таква, додека не ги видам конкретните околности. Така, се работи за екстрадицијски притвор, но не е дека е прва ситуација каде што е определена полесна мерка од притвор. Чисто да знаеме, затоа што се направи една перцепција дека само Пајазит донел некогаш таква одлука. Не е тоа спорно. така, тука стана поинтересна целата ситуација кога се уклучи и други држави и сето тоа околу конкретниот предмет. По мене вака и од страна гледано одлуката е неоправдана, но има постапка за тоа, ќе видиме судски совет што ќе каже, не можам да го обвинам Пајазит додека не видам зашто е донел таквата одлука. Меѓутоа, Нити па да му се мешам у слободното судиско да, меѓутоа ќе се сложиме дека праксата го обвинува. Околноста дека лицето е недостапно на органите, кажува дека одлуката не била баш најсоодветна. Меѓутоа, нормално не сме ние судски совет, нека барем ме чуди што 3 месеци поминале. Да, мене и во тој контекст не беше барем треба да има одлука за отварање или не отварање на постапка, а самата постапка ајде не, да прифатам постапка ќе биде отворена. Има таква има одлука донесена, да. Има одлука за отварање на постапка. Да, има одлука за отварање. И таа постапка сметам дека нема да иде толку гладко и лесно, затоа што сепак треба да се влезе во делот на слободното судиско одлучување. Да. Што во моментов го имаме или не во судскиот совет? Ако се види дали има врз Пајазит во моментот влијание или не, и то конкретно да се докаже како што се докажуваше против други суди, да би го разбрал. Ама иначе ќе му биде тешка ситуацијата на советот да донесе треба одлука. да се види во слични ситуации Како се постапувал. Како постапувал конкретниот судија и така натаму. Да. Дали во судскиот совет има капацитет во таа насока да се води? Добро, веќе отворивме повеќе прашања во однос на овие две тела и ја знаеме праксата во изминативе 2-3 години, особено за разлика од претходно, и дали овие јавни настапи и случувања кои излегуваат на виделина рушат довербата во правосудниот систем? Па не би рекол дека нешто што во последно време се случува ја руши, бидејќи е рушена таа доверба. Така, веќе 2%. Континуитет е само еден, јаваат на истиот бран. Не знам, не е воопшто работата. Меѓутоа сигурно на ваков начин не може да ја зголемуваме довербата од 2%. Не, апсолутно не. Доверба од 2%, еве, и да се дуплира довербата во правосудството магично преку ноќ, ќе биде 4%. Ако тоа е доверба, тоа не е доверба, тоа е недоверба, тоа е статистичка грешка. Тоа е недоверба и со право е така. И со право е така. Така. Заради сите можни ситуации што се случуваат и што не обкружуваат, ги гледаме. Посебно ради високиот криминал и корупција. Посебно. Добро, сега тука доаѓаме до државниот обвинител кој денеска се пофали за борбата со криминалот и работата на самото обвинителство, а Лјупчо Коцевски како републички обвинител е од јануари практично, околу 10 месеци 11. Како може да оцените, еве, како поранешен обвинител, неговата работа досега и неговиот избор, вака според вас, ваше мислење? Не можем да ја оценам работата на републичкиот обвинител после нецела година. На целото обвинителство во глобала досега. Видете, јас таму поминав 10,5 години од мојата кариера.
добро ги знам околностите и условите и се, и човечкиот материјал и така натаму. Обвинителството е една крута институција, така е тоа останато од поранешниот систем. Гледате едно, така ја почнавме емисијата со процентот на прифатени обвиненија, предлози за притвор и така натаму. Општата атмосфера е таква што го фаворизира обвинителството во рамките на нашиот систем, во рамките на нашите постапки, и тоа резултира со, да не кажам некој тежок збор, меѓутоа со една размазена институција која што е повластена во судската постапка и на секое ниво исто се однесува. Таму треба радикални реформи. Посебно после оној период на раководење на обвинителството од страна на Јовески. За него имавте забелешки? Имате ли идеја? Ја не знам некој да нема, искрено. Не, јас ги имав и ги кажував тие забелешки, па тие забелешки ме кошта закани, па ме кошта кривична постапка која треба која заврши ослободително. Затоа што не можеше поинаку да заврши. Меѓутоа сака, се злоупотребува позицијата во таа насока. Тоа е обвинителството. Значи, ја разбирам. Обвинителството функционира на според хиерархија и субординација. Но хиерархијата и субординацијата е во поглед на тоа што се работи. Не може според хиерархија и субординација оној што е над тебе да ти забрани или да ти наложи како да мислиш. Тоа не смее да се случи. За жал, тоа се случува и тоа продолжува да се случува. Не во обвинителството како институција, сметам дека обвинителите за жал на моменти дури не им се дава право и јавно да се го искажат мислењата. Тука ќе го отвориме и случајот со Мустафа Хајрулахи, висшиот обвинител на Скопското висше обвинителство, кој што преку јавноста влезе во директен судир со републичкиот обвинител, актуелниот Љупчо Коцевски. Како гледате на цела ситуација? Сигурно сте запознаени како започна се со бонусите во СЈО, предметот и па потоа искочија и снимки во јавноста и така натаму. Без да судам, кај што не ми е местото да судам и без да зазимам ставови претходно, една работа, прво ми се свиѓаше што имаше мал раздров внатре во обвинителството, затоа што кога ќе почнат од внатре да искача прљавиот веш, тогаш ќе се дознаат многу работи. Ако некој внатре знае кој има проблем, баш така се средуваат работите, треба и да го каже. Иако за конкретниот случај, моје мислење е дека ако има простор за кривична пријава против обвинител, како што кажа дека има против Мустаф, пуштете му ја кривичната пријава. Не знам дали таа кривична постапка и таа кривична пријава требаше да биде основ за негова суспензија, односно за негово замолчување до тогаш. Требаше да се остави да видат како две високи инстанции во обвинителството до крај ќе се изнесат со една посериозна ситуација. Која што има внатрешно. Има законска одредба која што налага на обвинител доколку му биде отворена дисциплинска или кривична, како во случајот постапка, така да биде суспендиран. Ми се чини, не е спорно, така е, мора да го оти. Факт е дека тоа се места од каде што може формално и неформално да се вршат влијание во постапките. Без разлика што колку што знам предметот на друго подрачје апелационо. На друго подрачје е пратен предметот за да не може да се врши влијание. Меѓутоа да ви кажам, во ред убави се тие судири. Хајрулахи тврди дека биле присилени вработените во висшето обвинителство да дадат исказ, да поднесат кривична пријава дека трпеле некакво насилство од него. Не би знаел какви се условите таму, ќе видиме како ќе заврши таа постапка, меѓутоа не верувам во оние негови изјави дека причина бил предметот со бонусите на СЈО. Тој е предмет кој што, колку што знаме, е отфрлен страна на Абази од организиран криминал обвинителството и мислам дека тоа сега тој се
продава некоја приказка, некакви позиции гради кај актуелната извршна власт. Доби впечаток. Али е интересно да се разгледа дали е стварно така, дали републички јавен обвинител се јавува да прави притисок врз виш обвинител на Скопско подрачје за како да одлучи каква обвинителска одлука да донесе во конкретен предмет, затоа што тоа се исто така тешки обвинувања. И вие знаете така колега тешки дека своевремено лично мислам сум ви кажал и имаше и снимки. Врз мене како изгледаше, постојат тие таков обид за дисциплинирање, Ама колку да бидеме сигурни дека сега штипското обвинителство ќе спроведе целосно независна истрага, бидејќи републичкиот обвинител е за цела држава. Во конкретниот случај за Хајрулахи. Сега збориме за истрагата против Хајрулахи, а кој ќе води истрагата против републичкиот обвинител ако се стварно вистините и тврдењата на Хајрулахи, тоа стварно не знам кој така независно ќе ја спроведе. Јас мислам исходот ќе биде, зборувам се од пракса, исходот ќе биде онаков како што беше во мојот случај, кога имам судир со тогашниот републички обвинител. Заврши со обвинение. Сега, во мојот случај знаев дека ќе заврши со ослободителна пресуда обвинението, за овде не сум сигурен, не се работи за мене. Не знам што правил. Да, но самото тоа што во јавноста се искажуваат вакви тврдења, мислења, ги гледаме прекувањата, довербата е 2%. Не еден е на обвинителството, е еден. Уште полошо. Довербата, ама добро, па ова еве, ајде нека биде потик за да ги решат. Прво внатре работите, па после да се решат комплетно работите. Нека биде потик. Републичкиот обвинител види поголема транспарентност, отчетоците обвинители отворено. Вадење очи јавно, не мислам дека е нешто поголема транспарентност. Поголема транспарентност има кај случаите треба да има кај случаите за висок криминал и корупција. Се спроведе ова, беа осудени тие и тие. Такво нешто до сега не, ја не видов од републичкиот. Кога сме кај високата корупција, веќе го споминавме случајот, уопсен врховен судија, односно веќе осуден врховен судија, осуден и член на Советот на јавните обвинители, влијале во предмет за екс-градоначалникот кој што беше фатен во шверц на цигари првенствено, а минатата година и во шверц на марихуана. Што да очекуваме од обвинителите, од самото судство, пошто ова врховен судија за прв пат осуден? Па колку што е добра вест тоа, толку е и лоша, бидејќи не е последица на некој систем кој што функционира. Бидејќи ако е последица на систем кој што функционира, немаше да зборуваме само за еден судија или за еден обвинител и така натаму. Тоа е лошата вест од целата ситуација. Дали откривањето... Пресудата, ја да ви кажам, според мене тоа е само потврдителна пресуда. Потврдителна пресуда и тоа, пазете, врз основа на признание на вина. Толку е, кога некој е толку фатен, да на призна, лице место беше фатен со 10.000. Ова е само потврдителна пресуда, баш за тие 1 или 2% што ги збориме, кои што се статистичка грешка. Буквално од главата на рибата. Дали ваквите... Ете каде е недовербата во судството. Во највисоките негови инстанции. Дали ваквите акции треба да ги очекуваме само од Министерството за внатрешни работи, со оглед на тоа дека ова беше нивен предмет, и самото тоа дека самиот подносител, пријавителот, пријавил во МВР, а не во обвинителството, односно во организиран криминал и корупција на бази. Тоа кажува многу таа фактографија. Факт е дека последнава половина година после промените, Министерството за внатрешни работи поинаку работи, поинаку продуцира, еве има случаи. Меѓутоа, моето мислење на професионалец е дека голем проблем е што сите тие пријави се топат во обвинителството за организиран криминал, кое што е раководено и устроено така како што е. Значи, мој впечаток е дека повеќе е настроено на анулирање на кривичните пријави, дошто на сработување. Па дури и мислам дека највише кривични пријави се одбиени во организиран криминал. И да е јасно, ние обвинителство знае и треба да работи по допрен глас. Но ретки се такви. Но ова за организиран криминал мислам дека е доброзвучно изолирано.
Да. За да гласот не допре. Не ги допирам. Со оваа тема и ја завршуваме вечерашната емисија. Ви благодарам за гостувањето и се надевам се гледаме во некоја следна прилика. Почитувани, вам ви благодарам за вашето внимание. Следната епизода на За или против е во понеделник во истиот термин 18:10 на Алфа. До тогаш останете со нашата програма и имајте пријатен викенд. Довидување.